Добар ден, започнува првото издание на Дневникот на Канал Плюс. Следи кратка најава за дел од содржините во Дневникот. Македонија силна е мотото на вечерашниот голем народен собир во Скопје. Владеачката ВМРО ДПМН ја очекува мирен и масовен достоинствен собир. Целосно е конзервиран фреско живописот на црквата Свети Спас во Штип. Денес е светски ден на музеите. Штипскиот музеј и годинава става акцент на конзерваторските работи. Барањата на опозицијата се апсолутно неприфатливи. Оваа влада има легитимна моќ и нема никакви основи за формирање техничка влада, изјави дипломатот Ристо Никовски во Штип. Универзитетскиот сенат денес му ја даде поддршката на професор доктор Блажо Боев за нов ректор на Универзитетот Гоце Делчев. Приоритет во ректорскиот мандат на доктор Боев е квалитетното образование, ширење на можностите за доусовршување и изградба на студентски дом во Штип. Ректорскиот мандат на доктор Боев почнува на 15 септември. Доминантниот фокус на програмата се студентите. Ние постоиме заради нив и нашиот прв интерес е квалитетно образование на студентите. Стекнување на практични искуства и компетенции што ќе му помогнат студентите во животот кој следи да најдат работа, да може да се вработуваат и тука ќе биде фокусот на идниот развој на универзитетот во се поголемото и поголемото вклучување на студентите во универзитетскиот живот. Во секој случај ние ќе водиме сметка за нивното квалитетно образование и не само за тоа и за нивното вработување. Низ нашите сервиси како што се алумни клубот и кариера центарот повеќе се динамизира активноста на овие делови од универзитетот во поглед на поврзување со стопанството и со практичните работа на студенти и изнаоѓање на работа за завршените студенти. Јас ќе издвојам еден елемент за кој сметам дека е императив во нареден период, тоа е студентскиот дом. Мислам дека се повеќе размената со студентите од надвор кои доаѓаат овде, дека и студентите кои треба да одат на други места во други универзитети бараат сместувачки капацитети. Штип мора да располага со сместувачки капацитети да студентите, бидејќи доаѓаат многу студенти од страна. Тоа е прашање кое мора да се решава независно од тоа во која форма ќе бидат решенијата, меѓутоа мора да се обезбеди. Македонија се подготвува за голем народен собир пред Републичкото собрание вечерва во 20 часот во организација на ВМРО ДПМН и со поддршка на голем број граѓани, јавни личности, граѓански иницијативи, етнички заедници, партии, европолитичари и граѓански здруженија. Се очекува најмасовниот собир досега како поддршка на државата во овие тешки моменти. За подготвеноста на граѓаните да ги поддржат напорите на владата за излез од кризата, повеќе во Дневникот во 20 часот. Живееме во период на специјална војна која водат најголемите центри на светот против Македонија, изјави денес дипломатот Ристо Никоваки, кој присуствуваше на промоцијата на новата книга во Штип. Тоа се гледа од децениското непризнавање на државата, суспензија на уставното име со војни во 2001 и блокади и ултиматуми во 2008 година. Ова што се случува сега во Македонија е резултат на политиката на главните светски фактори, вели Никовски. Брисел се грижи за своите интереси, исто така и Вашингтон, ништо друго не почитуваат, поготово Вашингтон, и сите тие нивни божемни во наводници напори дека сака да помогнат на Македонија, починуваат и завршуваат со нивните интереси. Македонија е една црна точка, на црна дамка во нивните политики, бидејќи еве 25 години ништо не постигнале, а само ни носат штета на еден или друг начин, директно или индиректно. Така да сите тие напори моментално кои доаѓаат од Брисел се добро дојдени во основата, бидејќи очигледно ние сами меѓу себе не можеме се договориме и некои политички сили во земјата не се свесни дека со политиките кои спроведуваат де факто стануваат дел, стануваат пиони, кукли во рацете на меѓународниот фактор, чии намери претходно ги елабориравме, апсолутно не се во интерес на оваа држава и на овој народ. Од она што го јас не ги читам и не ги слушам бомбите, бидејќи тоа е под моето достоинство, приватни разговори, носот никогаш не би го пикал во туѓа спална соба, меѓутоа тие ги прочитав целосно и од нив апсолутно не се гледа дека некој нешто продал,
Напротив, тоа се нормални консултации меѓусебни во кои се бара некое решение, се бара некој излез од целата таа ситуација и тоа потврдува дека владата активно учествува во тој процес и мислам дека во сето тоа е погрешна проценката која беше изразена дека и Грција е заинтересирана за решавање на проблемот. Грција апсолутно не е заинтересирана за решавање на проблемот и тоа мораме да биде свесни. Тоа е една погрешна проценка. Иначе сето друго што го чувме, што го видовме, апсолутно нема никаква врска со продавање на името на државата и со капитулација пред сланската агресија. Граѓанското учество во процесот на донесување на одлуки не е на задоволително ниво. Граѓаните не ги користат законските можности во креирањето на битните општински одлуки, а за тоа денес беа едуцирани представници од локалната администрација, невладиниот сектор и бизнис заедницата во Штип. Денес во општина Штип се одржа работилница на тема Граѓанско учество во процесот на донесување на одлуки. Работилницата е дел од проектот за градење на ефективна локална демократска власт. На оваа работилница покрај представници од општината присуствуваа и представници од граѓанскиот сектор. Ова е една од нашите активности кои што се однесува на проценката на граѓанското учество во процесот на донесување одлуки на ниво на општински органи. Ова можност на граѓаните е и законски регулирана, се користи во рамките на она што законот го предвидува секаде, скоро во сите општини. Меѓутоа, факт е дека заради потранспарентно и поодговорно работење треба да вклучиме и многу други добри пракси од оваа област со цел да го унапредиме и да им дадеме на граѓаните што повеќе можност за вклучување. На денешната работилница присуствуваа невладини организации кои се задоволни од соработката со општината. Ние како Сдружение на граѓани имаме право да ги користиме просториите на општината и оние кои што се во надлежност на општината без никакви финансиски надоместоци. Освен ова добиваме и некоја логистичка поддршка на самите настани кои ги организираме, дел од тие и се во соработка со општината, кои нели дополнително ни помагаат со одредени привилегии кои можеме да ги користиме како граѓанска организација. Но покрај задоволните невладини организации, имаше и организации кои сепак не се задоволни од соработката и финансиската помош од страна на општината. Би рекла дека Сдружените на граѓани се бенефит на едно демократско општество. Ние секогаш се трудиме да бидеме партнери на локалната самоуправа, па на Источнопланскиот регион, па и на сите институции во градот, би рекла јас. Но ќе кажам дека по тој повод би требало Сдружените на граѓани да бидат блиски соработници, суштински би рекла еве во една просторија да има во општината за Сдружените на граѓани кои што активно работат во градот. Тоа е потребно затоа што идеите на Сдружените на граѓани и нивниот ентузијазам граѓаните треба да го користат, а тоа е од непроценливо богатство. А со тоа следува и финансиска поддршка, што сметам дека тоа изостанува, а во иднина дека треба да се конкретно нешто суштински да се направи, финансиски да се поддржуваат Сдружените на граѓани. После оваа работилница, членовите од проектот Ефективна и демократска локална власт ќе и помогнат на општината во изготвување на прирачници со цел полесно и поефективно да се допре до граѓаните. Целосно реставриран и конзервиран е фреско живописот во црквата Свети Спас во Штип. Овие дејности заедно со археолошките истражувања се носечки во Штипскиот музеј. Денес е Светски ден на музеите. Црквата Свети Спас во Штип во Ново Руво. Благодарение на ангажманот на вработените во заводот музеј, извршена е конзервација на фреско живописот во очи на одбележувањето на празникот Спасов ден. Благодарејќи на конзерваторите од Штип, Куманово и Скопје, оваа работа се договоривме да ја интензивираме и на верниците од општина Штип и оние од други општини кои ќе дојдат во среда на Вознесение Христово Свети Спас во црквата да за прв пат после можеби 70 години забележат промени во фреско живописот кој е конзервиран целосно. Фрагментите на живописот се од 14 и 18 век, а нивната конзервација е резултат на донацијата на штипјаните Панчи и Елизабета Милеви. Со нивна помош ќе се реализираат уште неколку зафати во и околу овој значаен црковен објект, вели директорот Читкушев. Со нив сме во разговори кои се надевам ќе завршат успешно, бидејќи тие дадоа согласност да работиме на еден проект
преку кои ќе бидат реализирани заштитата на фасадата, односно фугирање на ѕидовите на црквата, уредување на дворната површина, проширување на делот од северната страна и поставување на ограда и на урбана опрема. Инаку ова е владин проект и спаѓа во групата на приоритетни за оваа година. Сообраќајна незгода во Штип која се случи денес на крстосницата Дујле помина само со материјална штета, но потсети дека сообраќајните црни точки се уште остануваат за решавање во општина Штип. Денеска околу 11 часот на крстосницата Дујле во Штип се случи сообраќајна несреќа помеѓу два автомобили со марка Peugeot во бела боја и неофицијално автомобил Volkswagen. За среќа, незгодата помина само со материјална штета. Оваа крстосница во Штип се смета како црна точка каде се има случајно повеќе сообраќајни несреќи. Најчестите причини за случување на незгоди се сведуваат на сообраќајната некултура на учесниците во сообраќајот, како и недоволната информираност за правилата и прописите согласно законот, вели Роберто Рогожарски, председател при Општински совет за безбедност на сообраќајот. Тоа се однесува до критични места во градот, ги има многу. Факт е дека дел од улиците веќе се застарени, сообраќајот по нив се одвива во мощне лоши услови со изабени асфалтни површини. Штип е карактеристичен со мали тесни улички кои го поврзуваат со главните улици, така да поголем дел од нив веќе се во дотрајана состојба. Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот знаат да излезат на терен со соодветни решенија за намалување на грешките кај самите учесници на сообраќајот. Апелот од наша страна почесто беше дека подхитно е потребно на сите сообраќајници да се направат сообраќајни проекти, во кои сообраќајни проекти ќе се содржат начинот на одвивање на сообраќајот, брзините со кои ќе се одвива сообраќајот. Со решение за нормализирање на сообраќајот токму кај крстосницата Дујле, директорот на јавното предпријатие за патишта Стипион, Тони Јовев, за Канал Плюс телевизија изјави дека веќе имаат изготвено проекција за изградба на турбо кружен тек. Ваков кружен тек има само во Скопје близу католичката црква. Од Стипион вела дека доколку локалната самоуправа на општина Штип дадат согласно за изградба на ваков тек, тие се подготвени за негова реализација. Како место каде се имаат случајно повеќе сообраќајни инциденти е и булеварот Гоце Делчев, каде неодамна имаше верижен судир во кој беа повредени пешаци при минувањето на пешачки премин. 100 годишнината од смртта на Јане Сандански денес во Штип се одбележа со промоција на две книги. Граѓанската организација Македонски манифест и Факултетот за образовни науки при УГД го организираа настанот. Факултетот за образовни науки при УГД и граѓанската организација Македонски манифест по повод 100 години од загинувањето на Јане Сандански денес организираа промоција на две книги, насловени Името е нашата татковина од група автори и Улогата на Америка во македонските голготи, чиј автор е Ристо Никовски. Првата е на Македонскиот манифест Името е нашата татковина. Тоа е еден зборник со клучни прашања од македонската историја, уште од антиката па до ден денес. Другата книга тоа е на амбасадорот Ристо Никовски за улогата на САД во македонските голготи и истовремено моја маленковски е одржена беседа за Јане Сандански, пошто знаете дека на 22 април се исполнија 100 години од убиството на Јане Сандански. Актуелните политички збиднувања што се случуваат деновиве во државата и дадоа политичка конотација на денешната промоција. Промовирање пошто уште повеќе. Сега, знаете, состојбите во Македонија са многу тешки, драматични. Сега од овие денови, не кажувам месеци, туку од овие денови зависи и обстојувањето и на македонската држава. Годинава се навршија 100 години од смртта на македонскиот револуционер, војвода и раководител на Македонската револуционерна организација Јане Сандански, кој бил убиен во заседа. Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев утре ќе го одржи завршниот годишен концерт. Годинава на овој традиционален концерт ќе се свири джез.
Музичката академија во Штип со завршен концерт ќе одбележи оваа година. На овој единствено дваковид на музички настан ќе настапат реномираните джез музичари и професори, доцент магистер Сашо Поповски и професор Гоце Мицанов. Националниот совет на Музичката академија одлучи оваа година да настапат студенти и професорите од одделот од джез одделот. Поопширено за програмата и за учеството на професори и студенти ви давам збор на професор Гоце Мицанов и на професор Сашо Поповски. На овој годишен концерт ќе се представиме професорите и студентите од джез одделот. Ќе свириме, имаме два оркестра. Единиот ансамбл го води Сашо Поповски со неколку композиции и мојот ансамбл со помош на Кире Кузманов. Ќе свириме композиции по избор наш, некои лични мои композиции ќе отсвириме, а за составо има значи дувачи, саксофони и така еден мал не баш многу голем оркестар, али па мислам дека ќе биде супер. На дополнување на една програма која што ја работевме заедно со Музичката академија, тоест во рамките на Музичката академија имавме 4 концерти низ градовите во Македонија, Скопје, Битола, Тетово и Струга. И Штип го оставивме за крај, ова ќе ни биде нашиот крајен концерт за оваа година, така да ги поканувам сите љубители на джезот, на убавата музика, да појадат во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев во вторник на 19 со почеток во 20 часот. Сепак за сите оние кои сакаат да уживаат, се љубители на македонската джез музика и уникатноста на самиот настан, забавата не завршува овде. Продолжува со джем сешан во кафе бар Пијано, на кој се поканети сите слушатели на добрата и не секојдневна музика. Пред вестите од светот, информација за жителите на Виница. Заради асфалтирање на улиците Илинденска и Браќа Миладинови, истите ќе бидат затворени за сообраќај на 19 и 20 мај. Вторник и среда, во периодот од 10 часот па се до 19 часот. Во вторник 19 мај ќе биде затворена улицата Илинденска и делот Браќата Миладинови на потегот од бензинската станица на Макпетрол до автобуската станица, а на 20 мај од автобуската станица до мотел Александар парк, односно до Виничка река. Во тие денови жителите на овие улици нема да се во можност да излегуваат и влегуваат со моторни возила во нивните дворови во периодот од 10 до 19 часот. Во овој период и целиот останат сообраќај на овие делници ќе биде пренасочен. Египетските власти воведоа ограничување за жени кои од Египет сакаат да патуваат во Турција. Жените на возраст од 18 до 40 години мора да добијат безбедносно одобрување пред да заминат во Турција. Мерките стапиле на сила минатата недела, а вакво безбедносно одобрување покрај за жените е воведено и за мажите и се однесува на забрана за патување во Либија и Турција. Украинската армија соопшти дека заробила руски војници кои се бореле на страната на проруските бунтовници во Источна Украина. Станува збор за двајца војници кои сега се наоѓале во затвор во Шчастија, во близина на линијата на фронтот. Околу 200.000 деца на имигранти што живеат во Грција ќе може да добијат грчко државјанство врз основа на новиот предлог закон, подготвен од Министерството за внатрешни работи. Со предлог законот се овозможува децата на странци кои се родени во Грција да можат да добијат грчко државјанство. 15-годишно момче од Санкт Петербург загинало при обид да си направи селфи на покривот на зграда. Според очевидци, ученикот се качал со другарите на покривот на зградата. Металните конструкции сепак биле премногу стари и рагјосани. Откако се откачило железото, момчето паднало и загинало на самото место. Експлозивна направа е пронајдена во бугарски туристички автобус со 34 патници кои патувал на релација Прага-Варна. Рачно изработената бомба со голема разурнувачка моќ била пронајдена синоќа кога автобусот се наоѓал близу Будимпешта.
Меморијален турнир организира општина Виница во чест на загинатиот капетан Кирчо Димитриов, кој загина во 2001 година. Меморијалниот турнир се организира втора година поред, а учество може да земат екипи од целиот источен регион. Од 24.5. од денот Кирил и Методи, од именденот на загинатиот капетан Кирчо Димитриов, па се до 7 јуни ќе се одржи меморијалниот турнир, кој ќе се одржува во Виница, во спортската сала и на фудбалскиот стадион, на мал терен. Покровител на самиот турнир ќе биде општина Виница, како организатори сме јас како бивши колега и фамилијата на капетанот Кирчо Димитриов. Ова е втор турнир поред што ќе се организира во чест само на капетанот. На турнирот ќе учествуваат 16 екипи поделени во групи, потоа систем на елиминации ќе биде и сето тоа, значи, планираме до 7 јуни да заврши. Во оваа прилика ги повикувам сите заинтересирани субјекти кои сакаат да земат учество на самиот турнир, да се пријават на мојот мобилен телефон 071 351 955. Пријавувањето пожелно би било да биде до петок, кога ќе да имаме време, значи, да се направи ждрепката, да се постават екипите во групи, за сето тоа да тече во регуларен дел. Надпреварите ќе се играат по футсал правила, значи 4+1, и сите, значи, заинтересирани екипи ги повикувам уште еднаш да се пријават. Покрај тоа што единствениот покровител на овој настан е општина Виница, организаторите ги повикуваат сите граѓани кои што сакаат да учествуваат во спонзорирањето на овој турнир, со тоа што поуспешно би се реализирал. За екипите кои што ќе учествуваат на турнирот ќе бидат доделени парични награди и признанија. За освоеното прво место наградата е од 20.000 денари, за второ 15 и за трето 10.000 денари. Продолжува импресивната серија на младиот 9-годишен кикбоксер кој што е по потекло од Берова живее во Германија. Кристијан Воденски, кој што го освои кнежеството Монако. Воденски одбрани титулата во граплинг на нага во Монте Карло во кнежеството Монако во категоријата до 26 кг во експерт G1 класата. Тој беше подобар од својот противник Бен Стюарт. Македонецот кој што има 9 години и едва 22,5 кг славеше во борбата против двајца своји противници кои што беа потешки од него во дисциплината граплинг, додека во дисциплината ноги освои сребрен медал. На овој нага шампионат за ММА борачи учествуваа околу 300 надпреварувачи. Минатата година и во Париз Воденски во оваа категорија беше прв. Ова е одличен успех за Воденски, имајќи предвид дека пред непол месец освои бронзен медал на 32-иот национален Јохан Гелц Гедехнист турнир во борење грчко-римски стил, каде што Кристијан настапи во категоријата до 25 кг, а иако имаше 23 кг, успеа да го освои третото место. Ова е се во првиот дневник. Со повеќе информации за актуелните настани се гледаме повторно во 20 часот. Во меѓувреме информирајте се на kanalplus.mk. Пријатно попладне.